Почитувани, добар ден. Носителите на државните работи мора да поседуваат највисоки стандарди во доменот на доброто однесување, но за жал сведоци сме дека тоа не е така, туку напротив, политичарите и носителите на јавни функции како да не слушнале за добро однесување. Политичарите се луѓето кои што влијаат на нашите животи, било за добро или за лошо. Со години нема суштинска дебата на која ќе се дискутира за одреден проблем, во која ќе се посочат решение и алтернативи. Наместо диалог, граѓаните се сведоци на постојани меѓусебни расправања, упаѓање во збор, навреди, кои често се и лични, така што никој веќе и не може да се сети на културно ракување меѓу политичките противници пред и по дебата. Зборовите се мокно оружје и политичарите треба да внимаваат како ги користат. Јавно искажаните зборови не можат да се избришат, но дали ваквите лица заслужуваат да бидат повторно избрани? Имаме ли во Македонија доволно развиена политичка култура? Тука ќе ве потсетам да не заследите на Facebook Црвена линија и секако профилот на Телма телевизија на Facebook. Коментирајте, шернувајте и лајкнувајте. Задолжително со тоа продолжете и на Twitter, но се разбира и на Instagram. Заследете го нашиот профил Црвена линија и веднаш кликнете на Instagram Story. А таму денешното анкетно прашање изгледа вака. Дали знаеме да избереме вистински луѓе да не представуваат? Две опции за одговор да и опција не. Кој е вашиот одговор? Секако кликате на двата можни избора за одговор да и не. Резултатите секако ќе ги соопштиме таму некаде по рекламите. Во продолжение продолжуваме со прилогот на мојата колешка Либорка со цел да видиме што тоа всушност вчера се случуваше во собранието. Минување од вице-премиер до пратеничка од опозицијата направија хаос на собраниската седница за пратенички прашања. Пратеничката од ВМРО ДПМН Едафина Стојановска бурно реагираше на однесувањето на вице-премиерот Мариќич за време на низиното обраќање од говорницата. Нека ве сликаат како праќате бакнежи. Лига веден! Ужас! Ова е недозволиво, ова е скандал од невидени размери. А етама повторно мене со цел да поразговараме малку околу сушност политичката култура на нашите политичари. Ке повториме она што е главно како прашање довесе, дали имаме во Македонија доволно развиена политичка култура и дали сушност со вакви јавно искажани зборови во собранието кои што веќе не може да се избришат, секако имаме прашање дали сушност заслужуваат оние кои што на ваков начин комуницираат повторно да бидат избрани. Или секако можевме да видиме зошто сушност и беше препирката во собранието. Добар ден за првиот гледач. Дали се слушаме? Добар ден во Црвена линија. Добар ден, Тина, Живко да Трепан. Голем поздрав, Живко, драго ми е дека ве слушам во Црвена линија. Па кои ќе бидат вашите одговори во однос на темата за која што говориме денес? Видете вака, кога ќе се осети човек, тоа мислам на ова власт во моментот, дека е семојчен, дека народот не може ништо да направи, мирен си е, може се што сака да прави, и да намигнува, и да се зголемува плати, и не знам уште што, додека ние си седиме мирни. Тоа е тоа. Нема кој да... Не може се народот друг да ги сопри. Не дека толку сум за опозицијата, па навивам занадвор. Не бе, сам народ е. Замислете, плати се зголемија, ние си седиме дома. И не знам уште што да направи. Ајде да не бидам вулгарен, да почнат и да во наводници да бесат луѓе, ние ќе се сложиме. Него другото прашање сакам да ми го кажеш, да ми оставиш. Имаме конкретно прашање, ова не е анкетно прашање. Живко, дали политичари, всушност, дали знаеме да избереме вистински луѓе да не представуваат? Што мислите? Да, знаеме.
ама многу свесно не знаат да ја донесат на една листа на гласање, па сите што вредат, дали од ВМРО и од СДС или не знам од која партија, можеме да си ги избираме. Затоа не икат. Иначе ќе избериме како во еден босак кој ќе влезите со убедици, сигурно ќе изберите најдоброто, ти има многу. Благодарам многу за јавувањето. Живко, продолжете да не следите на 02-307-0005. Пред да продолжиме со дискусијата, еве сакам конкретно црвена линија и вие, драги мои, кои што сте составен дел од секој издание на оваа емисија, се разбира да покажеме и докажеме дека знаеме да бидеме и културни и секако етички коректни во однос на тоа што јавно говориме за нашите ставови, дека нашите гледачи, барем на црвена линија, досега ретко се случува нели да користат погрдни зборови и се разбира да употребуваат навредливи и генерално грди епитети во однос на говорот. Добар ден за следниот гледач. Ало, добар ден, Тина. Добар ден, секој е добро? И на тебе. Сога закаснување да ти го честитам роденденот. Јас вртев оној ден, сакам да ти посакам најискрено многу исполнување на сите желби. Благодарам бескрено, само субаво да се враќа. Секогаш среќна и весела, така позитивна. И се што си сакаш да ти се оствари. Благодарам многу. Пошто мислам дека го заслужуваш тоа, баш поради тоа ти се јави. И сега да ти кажам за ова... А каква за политичка култура ве заслужуваме ние? Епа, Тима, тоа сакав да кажам, види сега, ние што се јавуваме во емисија, ова црвената линија се уклучува кога нешто ќе кажеме што не треба, нели? И сега се прашувам дека и нив дали има црвена линија, која ќе ни дадете снимка, некоја која ќе видиме дека се однесуваат како на Панаѓур, не на Панаѓур по културно се однесуваме, не на пазар, туку се однесуваат не знам како каде, значи ќе видиме дека уствари немаат уопште култура никаква на однесување, значи воопшто да ти кажам, Тина, јас нели сум кажала дека сум возрастна жена, од некое минато време, јас сум дете на војно лице, ние бевме воспитани така да се однесуваме, знаеш како, со почит, со некоја важност да му дадеш на некој човек. Овдека гледаме дека уствари сите тие тамо се собрани само да си земаат пари, да си делат нели тамо вишкови што има ова она парички да јадат повеќе, а културата им е на никакво ниво. И сега се прашувам што тие луѓе дали знаат морал, етика, дали знаат уопште што значи толеранција, дали уопште кај нив треба да се воведе пред собрание одма некоја да седнат и да направат некоја обука. На вистина сум крајно разочарана. Дали знаеме да избереме, како ќе ги избереме кога они на телевизија или ќе ни кажат некои зборови, ќе прочитаат нешто и ние мислиме, може ќе му се восхитуваме кога ќе видиме што сме избрале. Така да поздрав уште еднаш и убав ден. Благодарам и најубав ден ви посакувам и јас. Продолжуваме со гледачите. Добар ден. Ало? Добар ден, црвена линија. Видите, дали имаме култура или немаме култура. Културата се гледа по самото искажување на пратениците. Јас сум на линија. Да, ве слушаме, продолжете. Се гледа културата по самото искажување на пратениците. Еден пратеник избран од граѓани на Република Северна Македонија, вака да се внесува во парламент јавно, тоа е стварно апсурд. Значи тоа не заслужува тие граѓани да бидат избрани. И се зошто ги бираат, тоа самите гласачи си знаат бирачи на таа партија, дека може секој да биде пратеник и може таму да кажа што ќе му теки. Било добро, било недобро. Макар да има таков некој, речеме, сигнал или нешто, тие збори не се потребува. И некого да вреѓаш на тоа е кажливо, тоа, како да ви кажа, тоа одговара прекрасно ќе. Имале имунитет. Одма таквите луѓето да домителство да му поднеси, мислам или лицето кое нека поднеси, па нека решава судот за тоа. Значи тука затоа ние неме, како да ви кажам, може сметаме дека секој може да биде и да на функција избран. Јас се сеќавам едни зборови на покойниот претседник уште, кога велеше дека и некој на граѓаните, кој доаѓаше на митинзи, може од вас некој да биде претседник. Не е тоа така едноставно. За да бидеш претседник, за да бидеш пратеник, треба да си интелигентен, да имаш знаење, да имаш познавање на материјата, за државата, за околностите и тоа. Затоа ние вака тапкаме во место и уште ќе тапкаме.
Благодарам многу за вклучувањето. Сега малку ќе ги вклучиме и твитерџи, но пред нели да преминеме на Твитер заедницата, ќе почнеме и твитерџи, ќе почнеме со твитот на Дафина Стојановска. Еве што е напишано: трибината ние сме Европа, што требаше да се одржи утре во Охрид. Ќе подсетам дека ова е напишано на Твитер пред 20 часа. Во 18 часот денес, во 15:42 часот е откажана заради непредвидливи итни обврски на Маречик. Како и да е, ние во Црвена линија со вас, драги мои, водиме дискусија дали ние во Македонија имаме доволно развиена политичка култура. Добар ден за следниот гледач. Ало, добар ден. Добар ден. И убав ден. Најубав ден. Ви благодарам и ве поздравувам. И ја ве поздравувам. Што се однесува до политичката култура, ако зборуваме и ако потенцирате за парламентот, тоа е нула. Немаме. И овие години видовме секакви догаѓања. Еве, јас се јавувам од општина Гостивар. Да ви кажам дека Дафина Стојановска ја познавам доста убаво и се знаеме. Да ја презентирам како фамилиарна жена од градско тело, ќерка на професорка по француски јазик, мајка, а татко и стоматолог. Нејзината ароганција која настана во парламентот не ја поддржувам ја, меѓутоа има право ако стварно она што кажуваше таја дека имало некои жмигање и удварање и не знам некултурни потези од господин Маричич. Парламентот е под камери. Јас председателот, подпредседател, зашто не ги вади тие снимки од камерите да утврди кој дали е тоа вистина или не. И секој треба да сноси одговорност. Меѓутоа тврдам дека Дафина е единствен парламентарец од Гостивар кој што се труди за партијата, а не е таква жена како што ја презентира. Верувајте дека јас не застанувам, знаете убаво дека против ДПМН, али ја тврдам дека Дафина, не тврдам дека незиното тврдење било. Камерите нека докажат. Има камери. Вака сега, она што беше поводот, нели, да ја направиме оваа тема е всушност говорот и употребата. Знаете и вие, драги мои, дека има многу нешта кои што можеби ве со право ве иритираат. Се разбира, многу пати сме били револтирани и гневни за некои постапи и одлуки, но употребата на зборовите, тоа е она што нас всушност не иритираше. И воопшто постапките, дали од едната или другата страна. Затоа прашувам, имаме ли доволно политичка култура? Култура политичка знаеме дека немаме, меѓутоа таа култура ние ги изделаме пратениците. Така, благодарам многу за учеството и сега кој ве што земавте улога да бидете дел од оваа дискусија. Сега е време да ви покажам и што има напишано и Бојан Маричич во однос на ситуацијата која што вчера се случи во собранието. Ево, уште малку ке зумнеме, за да можете убаво да видите. Најостро ги демантирам недостојните и ниски лаги на претеничката Дафина Стојановска. Со претеничката нито сум имал каква било комуникација, нито сум испратил каква било вербална или гестикулативна порака. Ништо од тоа. Дафина Стојановска денеска им нанесе срам на сите пратеници, на цел парламент и пред се на нејзината партија. Сепак најголемиот срам си го нанесе себе си. Македонските граѓани заслужуваат достојно однесување од своите избраници, а не срамни потези за ефтини и партиски манипулации. Достојноста на македонскиот парламент е многу поважна од личните и партиските интереси на Дафина Стојановска и од нервозата и безидејноста која владае во нејзиниот табор. Како и да е, ние имаме едноставно прашање дали во Македонија владае политичка култура. Добар ден. Намалете го тонот на телевизорот, би ве замолила. Важи. Така подобро ќе се слушаме ако зборуваме преку слушалка. Добар ден. Намалете го целосно тонот на телевизорот. Намале. Намален, одлично. Повелете во Црвена линија сте. Добар ден. Добар ден, секој добро. Исто и вам. Дафина Стојановска на телефон. Многу ни е драго еве што се вклучивте во оваа дискусија. Па еве според вас имаме ли политичка култура во земја? Знаете како политичката култура зависи од односот на сите чинители во политиката. Една од нив сум јас точно.
но вчера бев на некој начин затекната од она што ми се случи, бидејќи бев излезена на говорница за нешто сосема друго, но она што моите очи го видеа, навистина ме ужасна. И еве овде преку вашава емисија би сакала јавно можеби да се извинам затоа што можеби со вчерашниот чин не допринесов на некој начин во седницата на пратенички прашања, па некој се обидувате да ме обвини, можеби сме сакале да избегнеме. Дали побаравте еве да се прегледаат камерите, нормално тоа да се... Да, побарано е, но не ни дозволија. Немале снимки беше одговорот. Добро, што имате се уште време, дали ве можете да ни Имам кажете... време, еве само да кажам, бидејќи вице-премиерот не се извини, туку мене ме обвини. Не треба мене воопшто да ми се извинува. Треба да се извини на македонската јавност и јас го повикав на сите жени во Република Македонија, бидејќи таков однос се не дозволив ниту во кафеана, ниту на било каков јавен простор, а најмалку во собраниска сала, така да затоа сме дотука докај што сме и како ете дел од ова политичко збиднување во држава, но вистина жалам што тоа се случи, затоа што јас не го доживеав како напад лично врз мене, туку лично врз демократијата во Република Македонија, врз сите жени во Република Македонија, а најмалку очекував да пристигне од еден вице-премиер за евроинтеграции. Имам уште едно прашање пред самиот крај, вака нормално во афект луѓето знаат да бидат изиритирани и нели понекогаш да се кажат зборови. Дали денес чувствувате еве веќе следниот ден барем малку се каете за употребата на зборовите? Се кам затоа што настана дефокус од она што требаше навистина да се случува на седницата. А мислам дека она што го кажав можеби малку беше од она што го почувствував во моментот. Жалам што вице-премиерот днес најде сили не мене да ми се извини, туку на македонската јавност и на секоја една македонска жена. Затоа навистина жалам. Благодарам многу што одвоивте секако време и задоволство ни е со оглед на тоа што темата на црвена линија токму денес е формирана во однос на случувањата вчера во собранието и ете тоа е она што цели црвена линија, што еве и конкретно госпоѓата Дафина се вклучи директно во ова издание, така да еве можевте да слушнете од нејзин агол како го објасни своето обраќање од собраниската говорница. Продолжуваме секако со вас. Добар ден. Здраво. Здраво. Види вака. Ја имам едно прашање, еве ќе си дозволам да ве прашам, дали имате некоја симпатија во парламентот? Имам само гајам симпатија према двојцата му парламентот, све друго минус огромен. Така, но дали еве ќе кажете дека имаме култура политичка еве? Значи, гајам симпатија према Крмов и према Пасиев, никој друг. Таму само они вредат, има тежина, ова другото све аут. Унива одма прати да ора да копа. Значи, ја слушав Дамава, значи, она каже дека снимки не може да се добијат. Може да се добијат, ако се запне, може да све да се добие. Познавајќи ароганцијата и надменоста на тој министерот, вице-премиер, како да го речеме, не е ништо чудно да направил некој гест недоличен и може не се навредило тоа. Слушавме дека еве се побарани повторно да се прегледаат нели снимките од камерите, но не било дозволено. Нема да ги пуштат, имаат све. Во собрание све се снима. Све. Доле прстите на нозете кога ги мрдаш и тие ти ги снимаат. Значи све се снима, али нема да се пушти тоа. Тоа ние го кажуваме. Иначе културата е не да е на ниско ниво, него е многу испод нула, у минус огромна некултура имаат, значи огромна некултура. Ова возикање на народ, вака фарбање, не знам само какви четки бои користат, поликолорлие, марсни боилице, што се, за фарбање на народот, тоа е нешто неверојатно. Еве денеска и пензиите не ги дадоа,
што значи дека дајле име за народ и ќе се секираат поздрав. Дали прв пат се случува еве да задоцнат или постојано до овој момент беа редовни? Тука убаво прашање, ама времево ми истече. Ќе оставиме ова само да слушнеме одговор. Денес не дода пензиите за прв пат во датумот во кој што треба? Така, не дојдоа, ќе додат може и у понеделник, ама чисто сумњам дека и у понеделник ќе ги пуштат. Така, благодарам многу. Не случајно малку повеќе ве задржавме. Еве добивме и нова информација во однос на тоа дали стигнале пензиите. Но дали еве имаме политичка култура во земјава? Како ви изгледа по последните случувања? Особено ќе потсетам оние кои што од сега се вклучуваат, имавме можност да ја слушнеме изјавата и ставот и на господјата Дафина Стојановска. Па, еве, што ќе кажете вие? Добар ден. Добар ден, во црвена линија сум. Во црвена линија повелете. Видите, за политичка култура немаме. Мислам, со кратки зборови ќе го кажам. Друго, за избирање на пратеници. Ние не бираме пратеници, ние бираме партија. Дурне ја не знам кој ми е мене пратеник овдека, што ќе бирам, ќе идам на гласање. Погрешно ви е поставено прашањето. Бираме партија ние, не бираме пратеници. Па дали знаеме правилно еве да избереме партија? За партијата е широк поем. Партија е широк поем, за пратеници е друго. Ја едно друго сакам исто да се надополнам на ова поврзане. Дали некој од овие сите функционери одговара на дадениот збор, дали е лажен, дали е истинито? Случката денеска со представник на ВМРО од земјоделие за отровно млеко пуштено во промет. Дали некој ќе одговара за тоа што го кажал? Дали сега не знам дали е точно или не е точно. Значи секој може да земе да кажува што сака, а никој да не одговара за тоа. Тој доставениот, предпоставениот да одговори. Тие се дилемите кај нас, секој се може да каже, иако е функционер, никој не одговара за дадениот збор. А вие, новинарите, така да изтапите, ќе ве тужат на вас. Тиете не суд ако некој на клеветите. Колку имаше полно случаи така. Гледачка кажа дека може би не е лоша идеја да се стави задолжителна обука за однесување пред учество во парламент. Тоа тажно треба да секој да извади лекарско уверение дали е способен да учествува во парламентот прво. Така, благодарам многу за вашето учество секако во црвена линија. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Добар ден. Повелете. Во врска со изјавата што ја кажа господјата Дафина, дека господинот Маричич што го направил тој гест, дека ги навредил сите жени во Македонија, да кажам. Например, мене не ме навредил. Мене баш ми годи што ако испратил бакнеш, мене ми годи, јас му се заблагодарувам. Зошто да ме навредил? Значи, не е точна констатацијата, нека не зборува господјата Дафина во името на сите жени. Второ што сакам да кажам, значи има некои жени кои што им одговара да се насмеат, да опцујат, да бидат арогантни, да бидат безобразни, им личи на некои жени. Ама на ова господја Дафина, не знам од каде, од Гоцивар, од Кичево, не личи ништо. Значи, но сега кој она се вклучи во емисијата и ве кажа дека на некој начин е криво за употребата на тие зборови, но како да е навистина бил иритиран од постапката. Уште многу поодамна на едни мои така пријатели кажав дека таа е многу лоша жена, да кажам. Да не ги навредуваме гледачите, еве сега вака ќе да ви објаснам за оние кои што може би еве прв пат се вклучуваат во црвена линија. Може би еве пратениците во парламентот може да се кажуваат едни на други погрдни зборови, да се испраќаат не знам гестикулации, бакнежи, насмевки, што и да е, но секако во црвена линија е најстрого забрането, особено да се даваат придавки епитети јавно со цел нели некој да се почувствува погрдно и навредено. Целта на црвена линија е да слушнеме став, односно без разлика на тоа нели
за каква тема зборуваме и колку и да не боли и се разбира сме испровоцирани. Јас морам сепак да признам дека многу ретко, еве за пофалба сте вие гледачите, се случува да се употреби погрден збор. Како и да е, дали е некој лош, добар, злобен, значи не е тоа што сакаме да го слушнеме. Сакаме да слушнеме всушност дали воопшто постои политичка култура. И зошто ние, учесниците во Црвена линија, да не покажеме дека граѓаните понекогаш покажуваат поголема култура, можеби и од политичарите. Добар ден. Добар ден. Повелете во Црвена линија. Благодарам. Ако сум јас. Да, ве слушаме, повелете. Благодарам. Одмах така малко на кикирику стил, хумористичен да кажам, ако било лошо, немало да заслужи чимкање, намигнување, бакнежи, немало. Сигурно било арна, то затоа е тоа и така постапувал. Него како е така е, ова е само глупости македонски по собрание, по улица, по чаршија, секаде, каде да појдеш, од глупости по глупости. Меѓутоа, виновни сме ние што дозволуваме еве овие две сорти партии да прават илјадници глупости, а ние да молчиме и да не бараме промена на законот за избори. Една изборна единица. До кога веќе партијата ќе ми кажува кој да биде од Скопје и да го представува исто. Еве кажете ми, ве молам, дали знаеме да ги избереме вистинските луѓе да не представуваат? Вистинските ќе ги избереме кога ќе дозволиме да се представат самите луѓе колку се добри, дали се добри или не. А да невидено ќе кажат тоа е за истокот, тоа е за западот, тоа е за југот, така не бива. Така не се бираат добри луѓе. Ова наша Македонија се распаѓа, овие политичари не лажат, се смеат, не лажат, а ние веруваме. До кога така ќе веруваме? До кога ќе бидеме слепи? До кога ќе дозволуваме да не уништуват за секој можен план, а ние да молчиме? Благодарам вие што сепак не молчевте и еве го споделивте вашиот став однос на темата со гледачите на Црвена линија. Одиме понатаму, добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, повелете во Црвена линија сте. Мислам дека кај нас нема доволно развиена политичка култура. Општо нема. Од кога, мислам, народот сака една изборна единица, а овие се партиски луѓе избрани, неквалитетни. Тука е проблемот. Замислете сега, Маричич, никој не при изборот на вице-премиер, никој на времето, никој не кажа дека Маричич се бори за уставниве промени. И ако кажеше дека јас кој ќе бидам избран, уставните промени ќе ги спроведам. Или, например, Заев, кога го бирал СДС, не рече дека ќе го смени името на Македонија. Но ајде сега да проговориме за културата. Значи, еве ги слушаме јавно настапуваат во собранието, полемизираат, се расправат, но еве добиваме впечаток дека барем во Црвена линија, знаете, не е дозволено такви погрдни зборови, секако не можеме да правиме гестикулации, но како и да е, зошто немаме доволно политичка култура, што мислите? Немаме политичка култура, општо. Зошто? Политичарите само своји интереси гледаат, само лажат, како да кажам, крадат, коруптивни се. Све е најлошо, све е најлошо. Треба една изборна единица и под име и презиме да се точно да се утврди која личност ќе го бираме. Така. Благодарам многу, еве, што кажавте какви се вашите ставови. Слушнавте досега кој што нели изјави во Црвена линија, но време е малку повторно да ги вклучиме и твитерџи. Ќе продолжиме со твитот на Маунт Macedon. Јас навистина морам да признам дека имаше огромни реакции во Твитер заедницата. Многу од твитерџи беа и цинични, и саркастични. Секако сите овие случувања како да беа апсолутен повод или да настане експанзија на Твитер коментари. Маунт Macedon еве што напишал. Маричич да го испратеше бакнежот со ЕУ знаменце, ке си беше сега рад. Но дали знаеме да избереме вистински луѓе да не представуваат, па ние како народ да бидеме рад? Еве, што мислите? Добар ден.
Добар ден. Повелете, во црвена линија сте. Реvolтиран граѓани од техничка електронска фела. Меѓутоа, во денешен век, 21 век, а не може камера да регистрира некого кој е овозможено 360 степени агол да фајча. Кого го лажа овие? Ја не знам кого го лажа. Бидете поздравени, се најубаво, ништо не е за верба. Пријатен ден. Пријатен ден. Ете, имаме гледачи кои што нели се вклучуваат и имаат да кажат нешто кратко и јасно. Како да продолжуваме со оние кои што имаат шанса во рамки на 90 секунди да дадат одговори на денешните прашања. Прашањето прво и наједноставно, дали воопшто во земјава постои политичка култура. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Ако може малку погласно би ве замолила. Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме добро? Дали ме слушате? Да, се слушаме. Да, повелете. У програма ли су? Да, повелете. Поздрав од Кавадарци. Голем поздрав и до кавадарчани. Така, нека слуша сега Дафина. Ти кажам на Дафина, Дафина нема морал да зборува, бе. Нема морал, убаво кажа таа жена, таа е клета жена. Стало. И како да не ме разбирате мене. Значи, црвена линија. Апсолутно во истиот момент ќе бидете исклучени, колку и да ви звучи тоа брутално со оглед на тоа што, како кажавме, погрдни зборови, навредливи, говор на омраза. Ниту кон било која личност, особено не е допустливо и меѓу вас гледачите да се навредуват. Не е поентата нели да покажеме колку знаеме да бидеме погрдни во зборовите, туку целта е да покажеме токму ние дека имаме многу повисока етика и култура во изнесувањето на нашите ставови. Јас ќе напоменам како и многу пати досега, значи секако сте покажале и докажале дека многу пати знаете да поентирате, да го кажете вашиот став, но ниту во еден момент да не бидете дрски, вулгарни, безобразни и со употреба на погрдни зборови. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Добар ден, убав. Најубав ден ви посакувам. Дали сум на линија? Да, ве слушаме, повелете. Благодарам вака. Прво, во принцип, не се слагам со било кој, значи да употреби навреда. Меѓутоа, колку употребил навреда господинот Маречич, ние не знаеме, но се тоа е само од оно што го слушаме од едната или од другата страна. Меѓутоа, за мене, ми се чини дека ако, прво, речам, госпоѓата Стојановска, така ми се викаше? Да, повелете. Значи, е најарогантен, значи, пратеник од сите пратеници во парламентот. Она прво треба да се потруди да биде покултурна, поелегантна, поприступачна, подостапна, кога излегува на говорница. Она излага со, значи, како змејот што испушта пламен од устата, така она уште не почната да зборува, значи се гледа нејзината ароганција. Значи, за неа сите се виновни, само таа и незината партија се, значи, исправни, и тие што кажуваат е во ред, а останатите сите се ѓубре, сите се нечовечни, сите се друго, но само не се и пратеници. Значи, сите кои се тамо, ние сме ги избрале. Дали знаеме ние да избереме? Се извинувам, дали ние знаеме да ги избереме вистинските луѓе? Ние ќе ги избереме вистинските кога ќе биде една изборна единица, кога ќе имаме, ние ќе ги предлагаме листите и тогаш ќе имаме ние вистински парламентарци кои што ќе се борат и за нас и за државата. Благодарам многу за вашето јавување. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Ало, Тина, добар ден. Добар ден. Се јавувам. Ако дозволено е, репете. Јас сум истиот гостиварец кој, ќе се представам, Иван се викам, пред Дафина што се јавувам. Криво ми е што ја презентира Дафина така лошо, господјата не е таква. Кажа, презентирав чива фамилија дека е градско тело, образована и се. Не е арогантна.
Тина, знаете дека јас никогаш не сум застанувал зад партии. Ајде да покажеме нешто што издвоивме. Еве како се ве молам, останете, еве ќе ви додадам и секунди плюс, сакам да покажеме нешто од режијата. Еве зошто всушност изборуваме за политичка култура и секако сите очекуваме да видиме дали постојат снимки за да видиме и за гестикулациите на кои што укажа господјата Стојановска. За жал ке морам да го прочитам ова што пишува Лига Феден, како не ти е срам бакнежи да ми праќаш. Дали може би еве и самата господја Стојановска, с која што особено ни е драго што се вклучи во црвена линија, укажа дека и може би и се кае за употребата на зборовите. Ќе може ли да говорам? Да, сега може, затоа... Вака, Тина, познавајќи ја Дафина, уште пред многу години, пред да навлезе во таа политичка партија, јас бев член на ДПМН, постар член од неја сум бил. Еве да го кажам и тоа што ми е... Повеќе сум откажан од партија и не сакам да видам политички. Меѓутоа, говорам како човек и политичка култура. Дафина е толку културна, верувајте дека не ја познаваат граѓаните. Но еве граѓаните ќе ве запознаат и по еден збор, знаете? Може дозволете. Кога некој ќе ве навреди, и реакцијата од некој кога ќе ве навреди, и она не може да се воздржи, не се воздржи да возврати, можда некултурно реагирала. Меѓутоа, тоа е па културно да возврати на некултурен парламентарец, вице-премиер Маричич. Вице-премиерот Маричич. Како? Затоа кажувам, камерите, снимката и да сноси одговорност. А Дафина не е таква. Верувајте дека се чудит членови на ДПМН, дека се Иван јавил да ја заштити Дафина од ДПМН. Цела република ме познаваат. И вие знаете дека никогаш не сум стоел за партија. Ние на ни ЦДС сум казал дека партија немаме. Дафина не можда има одговорност што ја успеа психолошки да ја надминет во некоја провокација и она излезе со таа ароганција, му излезе едноставно пука филмот во моментот. Добро, благодарам многу еве што повторно се вклучивте во наредните 90 секунди. На некој начин еве се постави едно друго прашање. Со оглед на тоа што политичката функција е исклучително одговорна функција, всушност политичарите се оние кои што разговорно кажано ни го кројат животот, односно дали ќе ни биде добро или лошо. Дали тоа значи за да се биде политичар треба да се издржи дури и на психолошки притисоци? Како треба да, според вас, изгледа профилот, вистински профил на еден квалитетен политичар? Еве и тоа можеме да го начнеме како дискусија. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Добар ден. Да, се слушаме. Еве, кажете ми со какви квалитети и треба да располага еден политичар? Најверојатно без текст, тоа е неговиот став, да се исклучи гледачот, сега ќе му се заблагодариме и за исклучувањето. Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден, црвена линија. Добро, јас ќе продолжам со твитерџи и ќе дадам време на оние кои што секако на 023070005 ќе бидат вклучени. Ќе ве потсетам задолжително намалете го тонот на телевизорот. Технички е исклучително важно тоа да го сторите за да се слушаме одлично и секако внимавајте и на времето кое што означува 90 секунди. Најавив твит, па ќе продолжам со твит. Зет Скопски напишал, значи требало бакнежи за да се разбудат лавовите, а никога не менја име, идентитет и така натаму. Абе вака да скокавте кога требаше, може уште ќе се викавме Македонија. Како и да е, еве, според вас, кои квалитети треба да ги поседува еден политичар? Зборуваме за политичка култура, но и се наметна прашањето за тоа колку имаме политичари кои што можат да издржат психолошки, да речеме, притисок. Еве, да издржат на притисоци. Добар ден. Добар ден. Повелете. Се јавам од Свети Николе. После 33 години правя емисија
и прашање на место. Дали има политичка култура за развивање, дали во Македонија има доволно развиена политичка култура? Нула. Друго, што се однесува за пратениците и нивното однесување за секаква критика и оценка, ако има под нула оценка, таа ја заслужуваат. И друго, во Македонија пратениците не ги избират граѓаните, туку партиските лидери, што значи дека тоа не се пратеници на граѓаните на Република Македонија и не го заслужува вниманието што го имат, па дури и овластувањето што ги имат по законот, затоа што нив најмалку ги интересираат проблемите и потребите на граѓаните, туку нивните лични интереси. Пратениците во Македонија не ги избират граѓаните и веќе лидерите на политичките партии треба да се освестат дека партиите не постојат за нив, туку за граѓаните. И партии што не им служат на граѓаните на Македонија не и требат, затоа што партиите со префикс напред ВМРО и СДСМ са веќе исклужени и на народа им требат прави политички партии. Ке подсетам само внимавајте на тајмерот и големо благодарам секако до вас што добивте желба и се вклучивте во црвена линија. Секако верувам дека повторно ќе го сторите тоа. Добар ден. Ало. Добар ден, во црвена линија сте. Дали сум јас? Да, ве слушаме, повелете. Сега, видите. Дали ме слушате? Да, ве слушаме, продолжете. Да. Во парламентот дали има новинар, дали има земјоделец, дали има градежен работник, таму е збир на адвокати, доктори на буржуазијата. И како може народот, бедниот народ да чека милост од нив? А за личноста што е на тема за денот. Еднаш го употребе зборот за една дискусија. Мислам да може да не сгрешам, рече, ова ми личи на една прдешка. Одговорница го рече тоа. Може да се... Еве, како го толкувате тоа? Треба ли да има таква употреба на зборови? Не може ли да се каже став без... Пратениците сите се родители. Дали не се срамат од нивните деца и внуци што ги слушаат што зборуваат? Дали тоа личи на еден високо образован да излезе на говорница и такви ниски зборови и после се чудиме зошто ни е малолетната деликтенција развиена. Па гледа што прават тие, она на што личи. Благодарам многу за вашето вклучување во црвена линија и еве вашиот став некако уште еднаш ни потврди, всушност ја потврди нашиот став во црвена линија. Еве ние сме емисија која што следи целата публика, што значи малолетната публика, така да употребата на погрдни зборови, секако и навредливи зборови, всушност укажува на тоа дека може да не слушнат и децата, што апсолутно не е добро, ниту пожелно. Добар ден. Добар ден. Повелете. Па да ви кажам дека нема никаква култура, затоа што тоа свет е обичен народ, како сите народи, секој со посебен карактер. Меѓутоа, не знам што толку се направи фама дека му рекла, например, еве Лигуш, ајде. Јас, например, тоа е веќе човек некој пат не може искача од контрола, не може да се воздржи. Дали политичарите еве треба според вас да се воздржуваат под притисоци? Не да се воздржуваат, него мора. Тоа треба да им биде нив како работна задача. Значи, они море да имаат некој критериум таков и некоја дипломатија. Вие ако сте во партија, вие мора да бидете дипломат.
Значи, тоа е најосновното и прво. Ја секој повикам, значи, кај нас нема никаква дипломатија ни во функционери, ни во политичари. Како можеше Џафери да вика, да пцуе, да не кажем ред други работи? Значи, како можеше тоа председател, втор човек во државата? Меѓутоа, ја да бев на нејзино место, јас на друг начин. Само ќе му речем благодарам, ви возвраќам. Значи, еве, на некој културен начин да го стаписаш, да се знае дека направил нешто. Значи, мора да бидеш некој дипломат ако сакаш да одговориш. Значи, не мора да значи дека со најгрдни зборови човек можеш да го удариш. Вие морате на толку убав културен начин некого да го увредите, само ако тој свати како. Значи, не е погани зборови само за да увредите некови. Ако сакате, јас му уваѓам. На убав дипломатски начин ќе му кажете, па да видите како ќе го заболи. Меѓутоа, тоа е тоа, за жал кај нас, пак ќе речам, културата е нула ниво во политиката, посебно, значи, не ми е јасно што толку им е само нешто полошо да кажат и полошо. Така да, пак ќе кажам, дипломатија мора да има во функционерите и Благодарам многу, секако што ви имаше вас во Црвена линија. Драги мои, дојде и времето за реклами. По рекламите доаѓа и времето кога ќе ги соопштиме и објавиме резултатите од Instagram Story анкетата. Тука секако уште еднаш ќе напоменам да не заследите на Facebook Црвена линија, профилот на Телма телевизија, каде што редовно ги објавуваме темите за кои што зборуваме со вас, и задолжително на Instagram. Еве Инстаграмџи што одговорија на денешната анкета. Дали знаеме да избереме вистински луѓе да не представуваат? Со да одговорија само 10%, а со не одговорија 90%. Како и да, секако ќе ви се заблагодарам на сите вас кои што земавте активно учество во Црвена линија, секако и на сите вас кои што не следевте, па се разбира, нема зошто да ја напуштите фреквенцијата на Телма телевизија, туку напротив да останете понатаму со мене. Ке влеземе во она димензија каде што има сосема поинакво расположение. Култура на наградување, на забава, на радување. Култура каде што има многу батнежи, но како резултат на честитки со оглед на тоа што се освојуваат награди. За да се освои денес правосвукалка, тоа ни е на менито, одеме со прашања кои што топло препорачувам да ги запомните. На кој писател се делата Училиште за жени и учени жени? Кој македонски сликар, неговите иницијали се КУ, дипломирал на Академијата за филм во Париз? Која е последна кралица од македонската династија на Птоломеиди, која владеела со Египет? Која е најдолга река во Франција? И ево уште едно прашање, дополнија поговорката: пари на рака, мара за правосмукалка. За многу кусо време. Се гледаме многу брзо.